Денес во Кавадарци, во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ги доделуваме последните изработени картички, односно 5947 картички од сите вкупно предвидени 55.000 персонализирани картички за зелена нафта. Ова во Кавадарци денеска е еден добар износ на средства кои треба да дојде кај земјоделците во висина од 15.041.723 денари, што представува во овој момент кога почнува одредени активности, односно кога се очекува да почне и бербата на лозовите насади, сигурно дека за земјоделската механизација која се користи во овие процеси ќе биде добродојдена за нашите и лозари, и овоштари, и сите други земјоделци. Со мерката зелена нафта директно влијаеме во намалувањето на трошоците кои што се јавуваат во процесот на производство, а со тоа го правиме нашиот македонски производ многу поконкурентен, бидејќи цената на чинење станува пониска. Зборот е збор. Ветивме дека во рок од 60 дена ќе ги доставиме сите платежни картички, а еве веќе денеска во Кавадарци сме на крајот на процесот на доставување на изготвените платежни картички, значи за многу пократок рок, за 20 и нешто дена успеавме со изворедно залагање на вработените и во подрачните единици на Министерството и вработените нормално во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието, а исто така и економскиот оператор кој до овој момент професионално си завршува обврските од договорот. Преку ова мерка враќаме 200 милиони денари кај нашите земјоделци кои покриваат 30% од трошокот за дизел гориво. Голем дел од овие земјоделци веќе ги користат овие платежни картици и по денешна информација од МАК Петрол, значи од економскиот оператор, за само 20 дена веќе се искористени 14,5 милиони денари, односно за толкава сума е наточена од дизел гориво. Во овој регион не само што внимаваме на секторот аграр, внимаваме и на условите за живот во руралните средини. Така да, преку Агенцијата за финансиска поддршка од буџетот на Република Северна Македонија, за Кавадарци се одобрени 4 проекти за рурална инфраструктура, со што треба да се подобри животот во руралните средини, и износот на овие 4 проекти е 48,5 милиони денари. Тоа представува уште еден доказ дека владата на Република Северна Македонија се грижи и за условите во кои што живеат нашите земјоделци.